Учењето во предучилишните установи добива нова димензија. Така, детската градинка Димче Мирчев преку различни проекти за интерактивно учење започна да ја спроведува новата програма за рано учење и развој во предучилишните установи. Ја имплементираме новата програма за рано учење и развој, која што е во согласно со стандардите на Обединетите нации за рано учење и развој, која што дава акцент на периодот на раното детство, имајќи в предвид дека раното детство е значајно за градењето на понатамошната личност, односно за интелектуалниот, емоционалниот и социјалниот развој на човекот. Од тука нашите вработени беа запознати со новата програма за рано учење и развој, едуцирани за нејзина примена, а минатата година сите вработени од нашата установа, а и оваа година, се стекнаа со лиценци за работа, стручноста и квалитетот на услугата во нашата установа можеме да се пофалиме дека е на повисоко ниво. Активностите, односно занимањата кои што ги спроведуваат воспитувачките во детската установа се спроведуваат низ игра, цртање, активности кои што се подобни за возраста на дечињата кои што ја посетуваат нашата установа, драматизација, игра во посебни центри. Тоа е начинот на кој што ние всушност им ја доближуваме реалноста и ги правиме да бидат подготвени за светот на возрастните дечиња што од предучилишна возраст. Имено од Обединетите нации утврдени се стандардите кои што укажуваат што може да се очекува од дете на одредена возраст и во водењето на активностите нашиот воспитан персонал ќе настојува одредените стандарди од Обединетите нации согласно возраста на групите да бидат не само стварени, туку и надминати. При нашата посета на големата група во објектот 2, сега познат како објект Сонце, приказната за Црвенкапа и Волкот, дечињата ја изучуваа преку куклена представа, во кои самите ги играат главните ликови. Многу битен сегмент кај стандардите се домените на развој, односно различните типови на аспекти од развојот кај дечињата. Тие стандардите се втемелени во 5 основни домени. Тие се здравје и моторен развој, социоемоционален развој, когнитивен развој и стекнување на општи знаења, потоа доменот за развој на пристап кон учење и доменот за јазик, писменост и комуникација. Тоа се основните домени низ кои дечињата со своето однесување и со своите влијанија ќе се развиваат понатаму во здрави личности и своето учење ќе го започнат од самото раѓање. Овие домени, многу е битно да се каже дека не се разделени, него низ текот на учењето тие домени се испреплетуваат со цел да се постигне холистичкиот развој кај секое дете, односно развојот на детето да се следи во неговата севкупност и целовитост, а не во различни домени. Децата учат најдобро преку игра, ние настојуваме сите знаења, умења што треба да им ги пренесеме да бидат преку игра. Дали ќе биде драмска игра, дали ќе биде ликовна игра, дидактичка игра, музичка игра, сите тие активности и учења што ние сакаме да ги постигнеме за децата што подобро и побрзо да научат, се е преку игра. На тој начин им обезбедуваме стимулативна средина, самите гледате дека занималната е опремена така што најмногу може да
да им даде можности на децата самостојно да учат, сами да се вклучат во развојот и во учењето. Ние само им даваме мали насоки, а они врз основа на своите индивидуални желби, потреби, способности, самостојно да се развиваат. Воспитувачите од активноста која спроведуваат со големата група на деца велат дека веќе може да се препознае актерскиот талент кај дел од нив, а од градинката пак очекуваат новата програма да предизвика уште поголем интерес кај родителите од градот за запишување на нивните деца во оваа установа.